Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, добро утро. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за здравјето, но од поинаков аспект, здравје преку спорт и рекреација. Токму денеска во студиото мој соговорник е директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, Златко Перински. Господине Перински, добро утро и добре дојдовте во Здравје. Добро утро, благодарам на поканата. Не случајно се одлучивме вие да бидете гостин, бидејќи здравје, спортот е половина здравје, а всушност вие раководите или управувате со еден од најголемите спортски комплекси во Македонија. Ќе офатиме со се што располага спортскиот центар Борис Трајковски подоцна во емисијата, но на почетокот ме интересира пред точно една година, некаде околу почетокот на март, со Министерството за здравство започнавте еден интересен проект бесплатна јога за трудници. Како се реализира овој проект? Дава ли резултати? Има ли заинтересирано бремени жени кои доаѓаат во текот на бременоста да се изрекреираат преку јога? Токму така, пред отприлика 12 на месеци, за прв пат во Република Македонија, заедно со Министерството за здравство, започнавме една кампања, еден проект кој што се нарекува бесплатна јога за трудници. Овој начин на релаксација на трудниците во онаа блажена состојба во која што се наоѓаат, навистина е тренд во светот и во другите земји чини многу средства и навистина многу мал процент од бремените жени може да си дозволат да ги посетуваат овие часови или тренинзи по јога за трудници. Благодарение на Министерството за здравство и спортскиот центар Борис Трајковски во Република Македонија, нашите бремени жени можат да ја користат оваа услуга 100% бесплатно. Единствен предуслов е за да некоја трудница дојде кај нас и да ги посетува овие часови е да донесе потврда дека е во солидна здравствена кондиција, подпишана и испечатирана од својот матичен гинеколог. Нема компликации во текот на бременоста. Да, за да ние бидеме сигурни дека може таа жена да ги спроведе оние вежби кои што ги нудиме на часовите. Инаку часовите и динамиката на изведба на вежбите е апсолутно прилагодена спрема состојбата во која што се наоѓаат овие жени. И за време на часовите, исто така благодарение на Министерството за здравство, постојано имаме медицинско лице, доктор, кој што дополнително ја зголемува безбедноста на вежбачките. Да. Иако морам да потенцирам дека до сега не сме имале несакана ситуација или последица, значи апсолутно е безбедно се и наменски се овие вежби така прилагодени спрема таа блажена состојба во која што се наоѓаат трудниците. Инаку до сега можам да кажам дека имаме преку 70 на жени кои што ги посетиле овие часови и е многу добро. Дури имавме неколку изјави во јавноста на дел од трудниците кои што вежбаат кај нас, навистина им дава еден дополнителен мотив, дополнителен ветар у едра што се вели енергија и дополнителна релаксација од она секојдневие во кој што они се наоѓаат и се надевам дека овој проект ќе продолжиме да го спроведуваме и во годините што ќе следат. Перински, како трудниците, доколку има заинтересирани наредниот период, како може да се вклучат во овој проект? Потребно е, предпоставувам, да дојдат да се пријават, како оди тоа и колку часа неделно се овие тренинзи? Во принцип, една бремена жена може да посети еден циклус од еден месец, се со цел за да им дадеме простор на што е можно повеќе жени да дојдат и да ги научат овие вежби и како правилно да ги изведуваат, бидејќи тие понатака може да ги изведуваат и сами со помал интензитет, нели нормално, но за да дадеме простор на повеќе жени да не посетат, во принцип се оди 2 пати неделно во тек на еден месец, а многу едноставно, значи слободно може да се јават во спортскиот центар Борис Трајковски на инфотелефонот, потоа може да ќе ги препратат кај инструкторот кој што е задолжен за спроведување и реализација на овие часови и со таа потврда која што ја споменавме малце порано во разговорот, само да ја достават до нас и веднаш може да се вклучат во
во групата соодветна на нивниот период од бременоста. Так, ова е проект кој го спроведувате заедно со Министерството за здравство. Дали во наредниот период планирате некои други активности за подобро здравје не само на трудниците, туку и на останатата популација во Република Македонија? Да, во следниот период направивме еден помасовен проект заеднички исто така со Министерството за здравство. Се работи за мерење и превенирање во детектирањето на искривувањата на ребетниот столб. Овој проект опфаќа мерење на деформитети на ребетниот столб на дечиња од 10 до 14 годишна возраст и намерно е ставена таа целна група затоа што во тој период најизразен е растот на дечињата и тука се најподложни на овие деформитети на ребетниот столб кои што ги споменавме. Во таа насока и во насока на превенција на овие деформитети, Спортскиот центар Борис Трајковски заедно со Министерството за здравство сите дечиња во овој интервал на години на територијата на градот Скопје ќе им овозможи мерење на деформитетите и согласно детектираните деформитети Спортскиот центар Борис Трајковски ќе изготви програма која што ќе им биде достапна на оние дечиња кои што имаат деформитети и со таа програма се надеваме дека ќе успееме да ги минимизираме овие деформитети кои што дечињата ги имаат. Инаку морам да напоменам дека во изминативе 10 години скоро за 11% е зголемено присуството на овие деформитети кај дечињата. Така еве и последниот податок од Институтот за јавно здравје говори токму дека во однос на систематските прегледи направени во 2015 година од 72.000 основци дури 14.000 деца имаат деформитети на грбот или имаат рамно стапало. Токму тие... Дали тоа беше причината или изголемениот обем на вакви заболувања на ребетот и искривување на ребетот кај децата за ваков голем проект? Токму оваа бројка е причината за овој проект, затоа што заедно со Министерството за здравство првично сакаме да превенираме, а потоа да третираме. Со овој проект се надеваме дека ќе успееме да превенираме во стопирање на такви деформитети. Согласно модерното време на живење, дечињата се многу по статични, со компјутери и така натака, многу помалце време имаат за спортување, да кажеме, или многу помалце време сами на себе си даваат можност за да спортуваат и во таа насока се одлучивме да превенираме и затоа по завршување на овие мерки, на овие мерења, ние ќе изготвиме програма која што ќе им биде достапна на сите оние дечиња кои што кај кои што ќе најдеме деформитети и дополнително Спортскиот центар Борис Трајковски ќе има и повластени цени за овие дечиња кои што ќе сакаат да ги изведуваат вежбите во рамките на нашиот центар. Така, може би споменавте каде ќе се прават мерењата во школите, во училиштата кај вас? Во Спортскиот центар Борис Трајковски ќе се прават. Значи сега сме во фаза на подготовка, бараме волонтери и сето тоа како што се следува поред, ќе се одвиваат во Спортскиот центар Борис Трајковски во неколку фази. А како децата ќе доаѓаат од преку училиштата ќе се организирате? Да. Ќе пуштиме апел до сите училишта, секој училиште кој што смета дека сака да ги донесе своите дечиња, значи училиштата, повторно да напоменам, немаат никаков трошок. Сето тоа го превзема Министерството за здравство преку Спортскиот центар Борис Трајковски. Значи нивна обврска е само да ги донесат дечињата во Спортскиот центар Борис Трајковски, бидејќи има посебни механизми за мерење на овие деформитети и сето тоа ќе биде статично и стационирано во Спортскиот центар Борис Трајковски. Така, лекарите ќе бидат од Министерството за здравство, предпоставувам, ангажирани. Да. Ова важи само за деца од Скопје, предпоставувам, на почетокот, подоцна доколку од вроди со резултати би се проширило и во внатрешноста. Се разбира и тоа за дечиња во интервал од 10 до 14 годишна возраст. Так, господин Перински, тука ќе направиме една кратка пауза за реклами и ќе се вратиме повторно со разговор во студиото на тема спорт и рекреација за подобро здравје. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје зборуваме за здравјето преку спорт и рекреација.
Мој соговорник во студиото е директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, Златко Перински. На почетокот во првиот дел од емисијата зборувавме за проектите на спортскиот центар Борис Трајковски со Министерството за здравство. Еден од проектите е бесплатна јога за трудници, но Перински најави дека во наредниот период ќе стартува уште еден проект за мерење на искривување на рабетот кај децата на 10 годишна возраст, чинам така? Од 10 до 14. До 14 години. Ова следи по алармантните статистики дека секое трето дете во Република Македонија има искривен рабет. Најчеста причина според лекарите е предолгото седење на децата пред компјутер и недоволно физичка активност, односно малку време поминато во рекреација. Но од друга страна, лекарите советуваат дека најдобра превенција и третман всушност на заболување на рабетот, но и на многу други болести е токму пливањето. Како им оди овој спорт во спортскиот центар Борис Трајковски? Има ли се интересирано деца, односно нивните родители, да инсистираат децата да се рекреативно да се занимаваат, па дури и во спортски клубови, за да си го сочуваат или да си го превенираат здравјето? Токму така, значи јас сум поборник на таа теза и за мене убедливо најубав спорт е пливањето, бидејќи навистина влијае на многу правилен и здрав начин на развиток на телото и ја опфаќа целосната мускулатура на телото и навистина апелирам до сите родители дечињата да ги насочуваат кон овој спорт, бидејќи не е контактен спорт, дечињата се многу помалку подложни на повреди, а е многу убав и многу релаксира. Во периодот од кога сум јас управител на спортскиот центар Борис Трајковски, а тоа е негде од август 2014 година, со проектот Рекреација пред работа, проект кој што овозможи продолжување на работното време во утренските часови, значи наместо од 10 часот изутрина, сега отвараме од 7 часот изутрина и дополнително бенефицирани цени во тој интервал. Нас ни овозможи бројката на месечни посети во базенот во просек од 7.000 посетители месечно ни се зголеми за на 12.000 посетители и тоа е навистина големо зголемување. Благиат ли луѓето, ги имаме ли ние оние менталитет на западните државјани пред работа да се рекреираме, да пливаме, да трчаме? Значи, за базенот и за фитнес центарот работиме од 7 часот изутрина. Луѓе чекаат со торбици пред базенот да дојде 7 часот да отвориме. Сме имале ситуации каде што имало и редици, десетина луѓе кои што чекаат во ред да ги отвориме вратите на базенот за да влезат да се рекреираат. Ние имаме околу 200 членови кои што секој месец, секој ден доаѓаат во утринските часови да пливаат. И тоа е многу добра бројка. Видете, согласно динамиката на живеењето, на модерното живеење, кое што нормално и нас не изоставува, луѓето немаат време да се посветат на своето тело, на својот здрав дух во текот на денот, бидејќи имаат навистина многу големи обврски. Во таа насока, изминатата година промовиравме и проект Спортот и семејните вредности. Согласно, како што рековме, динамичното време на живеење, многу малци и посветуваме време на своето семејство. Па затоа овој проект Спортот и семејните вредности беше една многу убава слика да се види во спортскиот центар Борис Трајковски. И да биде семејството така и да се рекреира. И во наводници да се надпреварува со друго семејство. Така, освен пливањето, кои други спортски активности ги нудите во спортскиот центар Борис Трајковски? Спортскиот центар Борис Трајковски е опфатен од 4 големи објекти. Тоа е објектот каде што е сместена ВИП арената, со ВИП малата сала, теретаната, фитнес центарот, аеробикот. На истото место се одржуваат и јогата за трудници, тамо и кугланата, конгресниот центар и така натака. Потоа е објектот на ВИП базенот, каде што се сместени и бокс арената и логос центарот, центарот за странски јазици, добро познатиот аквапарк и се разбира лизгалиштето кое што е сега моментално можеби едно од најактуелните наши содржини согласно временските услови.
Така, бидејќи сме на самиот крај на емисијата, јас имам уште многу прашања за споменавте голем број на спортски терени во склоп на спортскиот центар Борис Трајковски. Се надевам дека во некоја наредна прилика ќе зборуваме за резултатите од овој проект кој го споменавте, но и за другите спортски активности кои се нудат во центарот. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и споделените информации со слушателите на Здравје. Ви благодарам на поканата. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Далибор Зафировски. Денеска сме петок, 19 февруари 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во понеделник во 9 часот и 5 минути, кога зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот. Од мене до слушање и пријатен викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.